Шилегов не отстапува, наместо парите да ги даде во хуманитарни цели, ќе ги даде за настапот на Дино Мерлин. Градоначалникот не одговори на прашањето колку човечки животи би биле спасени со предвидените 100.000 евра за настапот на музичката звезда. Само се пофали дека СДСМ има потрошено многу средства за помагање на социјалните категории, како и дека секој има право да размислува како што сака. Треба да знаете дека во текот на овие 2 години имаме толку многу повеќе програми, толку многу повеќе средства потрошено за помагање на ризичните групи на граѓани, за помагање на социјалните категории на граѓани, за помагање на лица со посебни потреби, отварање на дневни центри, отварање на разни социјални програми кај што ги помагаме граѓаните. Тој се пофали дека град Скопје ги помага лицата со посебни потреби, иако последните герила акции не го покажа истото. Каде во пресрет на денот на лица со попреченост, активистите претходно преку слики алармираа за непристапноста на клучните јавни установи за овие лица. Во Скопје активистите како непристапни покрај останатите ги обележаа поликлиниката во Чаир, Ѓорче Петров, Шуто Оризари и диспанзерот во Карпош. И додека граѓаните преку СМС пораки собираат средства за болните деца кои мора да заминат на операција, Дино Мерлин ќе земе 100.000 евра за само неколку часа. Кој ќе го плати, одговор не добивме. Градоначалникот под оправдание дека не се занимава со такви работи, а и дека нема овластување, не сакаше да ги открие спонзорите на најскапиот настап во однос на останатите балкански звезди кои ќе настапуваат за помалку пари. Сепак, Шилегов се радува на фактот дека за Нова година сите хотели во Скопје ќе бидат наполнети и на социјалните мрежи на јавноста која го критикува и порача, ако ништо друго, барем да се радува на туѓата среќа.